Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш до сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од утринското издание Нов ден, а јас сум вашата водителка Ели Деспотовска. Моите денешни гости денеска се со еден многу убав повод. Воедно, ова не беше тема пред неколку месеци кога го отворивме настанот кој што треба да се случи летово, но еве денеска за едно мало подсетување да подсетиме и да ве известиме дека сме во тек со се она што се случува и подготовките и комплетната она организација која што е во тек, значи гостите веќе ги познавате, но за подсетување ќе ви ги представам повторно со ред. Од мојата лева страна е господинот Драган Митевски, господинот Иле Митковски и господинот Драган Јановиќ. Добро утро на сите вас. Добро утро. Добро утро. Едно убаво и пријатно утро со оглед на тоа што денеска е петок и петок 13. Дали има значение нешто за вас? Не е мал, јас секако. Па јас мислам дека не е со оглед на тоа што денеска се дружиме, денеска сте ни гости, така да. Температурата ви е 13 степени, така да се е во знак на 13. Да. Добро, она што го најавивме пред неколку месеци, се сеќавам дека господинот Митевски вие гостувавте. Да. И најавивме една многу убава манифестација, убаво случување, етноризница, која треба да се случува некаде во јуни месец. Ете така. Во трајање од 3 дена и навистина ми остана запаметена со оглед на сето на обележување кое што требаше да биде за подсетување да кажеме дека во програмата следува фестивал со етномузика, следува изложба на етнофотографии, следува изложба на етноматеријали, моменти, Ревија на народни носи. Ревија на народни носи, на предмети сочувани, да кажеме, од нашите кумановчани. Така да во прашање се 3 дена, колку што се сеќавам. И сега што е многу интересно е промоција на CD-то, кое што ќе се случува во вторник, а ние како по обичај сакаме да бидеме секогаш меѓу првите, да известиме на време и да се имаат време граѓаните да ја посетат промоцијата и да всушност добијат слика за што всушност станува збор. Да започнеме првин со промоцијата, а потоа ќе се посетиме на она што се случуваше до сега. Добро утро и на вашите гледачи, на нашите почитувани кумановци. Значи, самата цел на Сдруженијето и на проектот кој веќе втора година поред го имплементираме е анимирање, сочувување, реадмисија и промоција на културното историско наследство од североисточниот регион и негова презервација за младите генерации. Сега, едно по едно, полека, значи бевме на терен, ги анимиравме, значи информаторите кои ни ги кажуваа песните, понатаму отидоа истите во студио и како резултат на сето тоа веќе 10 дена, значи наназад го издадовме првото CD. Значи едноставно првото CD се вика Етноризница CD1. И на него гостуваат еминентни наши етномузичари. Значи пред се тука аранжер и продуцент на CD-то е господин Цане Петров од Биоритам. Музиката ја донесоа Бајса Арифовска и Гоце Димовски од Синтезис. А песните, значи, навистина можеме да се пофалиме, ги донесоа Душко Георгиевски, Благоја Груевски, Благица Спасовска, Владко Алексовски, Ирена Спасовска, Благица Павловска. Так, значи, навистина елита од аспект на етно живењето нели кај нас. И целта помеѓу останатите цели на Сдруженијето е и промоција на она што сме го направиле, така да во вторник на 17 мај на плоштадот во селото Старо Нагоричане, непосредно покрај црквата Свети Ѓорѓија, ќе ја направиме првата промоција од предвидените неколку 17. Значи сега во вторник со почеток во 19 часот ги очекуваме сите, значи, уметници, значи, кои се застапени на CD-то да бидат присутни. Покрај нив тука, значи, ќе имаат свој настап и локалното културно-уметничко друштво Српски вез.
планираме навистина една спектакуларна, убава програма со соодветна сценографија, кореографија, така да навистина она што го направивме, а навистина е богато, значи достојно да биде и промовирано. Така. Господине Митковски, вие сте еден од членовите, да кажем, на Етноризница, имено веројатно од организациониот одбор на сето она што се случува. А за да се организира една ваква манифестација, се треба навистина еден многу убав план, еден многу убав ред на настаните и на врските, а од друга страна се треба и пари. Така е. Како дојдовте до пари? Парите доаѓаат потоа. Така ли? За да се организира вакво нешто, навистина прво треба да се обмисли, да се... Тоа е најважна идеја. Што е, знам, да дојде некоја идеја. Многу не е проблем за идеја во Куманово, бидејќи со години немаме некои големи случувања. Немаме значени традиционални манифестации. И не така долги, да кажем, манифестации. Со денови, со глед на тоа што 3 дена се предвидени, да. Бидејќи долго време на некој начин сме љубители на музиката и слично, дојдовме на идеја дека ете во Куманово е добро да за целиот североисточен регион прибереме одредени песни и сето тоа, како што и рече Драган, да го издадеме. Потоа се надовржа идејата дека само ако го издадеме и го промовираме, можеби не е доволно, ајде ќе направиме и фестивал. И така се раѓа идејата, се развива и дојдовме навистина до тука дека ќе правиме фестивал. Секако имаме поддршка од сите 6 општини. Значи, во соработката со нив, битно е тако еден ветар во грб. Меѓутоа, секако останува и со многу работа, многу ентузијазам. Фестивалот, можеби после 5 години, ние планираме да си трае, меѓутоа ќе биде полесно да го организирате. Првото е најтешко, бидејќи многу луѓе нема доверба дека тоа ќе се случи, дека навистина ќе никој немаше доверба дека ќе направиме CD. CD-то е готово и е многу квалитетно. Сите што ќе го чујат викаат ова е просто неверојатно дека може така на едно место упаковани толку добри песни и навистина граѓаните ќе имаат прилика тоа да го чујат, да го видат. Мислам дека идејата е добра, дека полека ќе биде сватена и дека со одржувањето на овој фестивал веќе ќе се тргнат сите тие табу теми дека ние Куманово не можеме нешто да направиме, нешто не сме баш толку биле одани и слично. Кумановци се како и сите други градови, гледаме дека тоа е можно и дека тоа секако можеме да го направиме, единствено треба многу работа. Се разбира. Господине Јањевиќ, кажете ни, што беше најтешко во организацијата, во организациониот дел? Во ред кој ќе настапи една идеја, нели како што рече господин Митковски, една по една идеите се реализираат, се вклопуваат. Имаше некои од потешките моменти кои што некој ги требаше малку повеќе време? Секако видите, значи, како што кажа и моите соговорници, овој фестивал што сега организираме како Етна Ризница е наше првенче и едно ново искуство, мада сите ние што сме тука имаме искуство во организирање на вакви културни настани преку невладини организации каде што сме учествувале, така да не ни ова, да кажем, прв пат да се втурнеме во води на организирање на ваков настан, меѓутоа мора да признаеме дека по големината, по грандиозноста, ова етно фестивал што планираме да го држиме во почетокот на јуни месец е најголем, најобемен, бидејќи ќе трае 3 дена и нормално бараш од сите нас, значи максимално да се ангажираме во организацијата, во организирање, осмислување на содржините што ќе бидат на тие 3 дена, бидејќи ова не е само фестивал на Куманово, ова е, значи, има тип на меѓународен фестивал, значи, каде што планираме да бидат вклучени и учествуваат гости од Бугарија, Србија, Косово, Албанија, што значи дека идејата наша да веднаш му дадеме меѓународен карактер, да. Со желба таа традиција понатаму да се продолжи.
тешко е сега, како што кажа Иле, луѓето повеќе се со неверица, чекај, што ќе правите вие фестивал? Мада нашите кумановци се сеќава дека ние по самостојувањето почнавме со еден фестивал Тумба Фест. Се сеќаваат сите, кој за жал после 3-4 години траење, за жал се прекина тоа и мислам дека на тој простор имаше една празнина која сега ние како етно ризница настојуваме да ја пополниме таа празнина со организирање, значи со еден пограндиозен фестивал. Куманово има сили, Куманово има интерес и можности и еве ние тука се нафативме сериозни луѓе да направиме еден таков убав настан кој ќе биде празник не само за кумановчани, него и за сите останати градови, како што рековме, од североисточен регион. Очекуваме да бидат гости тука присутни од Кратово, од Ранковце, од Крива Паланка, Старо Нагоричине, Скопје. Така да, значи, сите граѓани во нашата Македонија ќе имат можност 3 дена тука да доаѓат, да уживат во музиката, меѓутоа да уживат и во менито на нашите угостители, бидејќи планираме тука, значи, да бидат вклучени тој дел од настани, нешто да не кажам како што е во Прилеп Пиво Фест, каде што градот буквално 3-4 дена слави. Еве ние сакаме, сакаме ние тоа да го направиме, меѓутоа со она изворното, како што кажавме, сите сме тука влюбеници во етно музиката, во народната музика, во изворната музика и мислам дека тоа ќе има интерес и кај нашите граѓани ќе го прифатат. Само кратко, ако може да се надобрзам, значи, ние велиме фестивал ќе организираме, меѓутоа кога викате фестивал може да се случи и во една затворена просторија со 500 луѓе и може да е делимично успешен, нели? Ова сепак се работи за еден настан. Крстење како фестивал, меѓутоа мора да понудите многу содржини за да заинтересирате баш од секоја категорија на луѓе, возрасти и слично, за да може да го задржиме интересот на сите тие луѓе, бидејќи ние бараме да биде масово. Таква една случка без многу народ е невалидна. Треба да го видат тоа луѓето, да го почувствуваат. Едноставно, можеби и некој само што ќе се види, па и тоа е добро, во секој случај успех. Битно е да направиме, значи, таков настан, кај што со мерак ќе се оди на настанот и како Кумановци, и како Кратово, Паланка, Скопје, градовите како Штип, Свети Николе, блиско е, сега имаме комуникации, не е проблем да се дојде дури од Врање, Лесковац, Бујановац, уопште не е страшно од Косово, од Бугарија, така да мислам дека тоа ни е идејата и дека полека го надополнуваме тој не само фестивалскиот дел, мислам дека ќе имаме извонредна понуда. Тука секако не може да кажеме, можеби понатаму ќе кажеме што се ќе има во фестивалот, али битно е дека е понудата голема. Добро, ќе поразговараме уште по нешто повеќе по некое време, со оглед на тоа што сакам да направиме една музичка пауза, да се одмориме малку, после што ќе се вратиме во студиото да продолжиме.
душманке. Фантом, моли душманке. Фантом, моли душманке. Продолжуваме со разговорот во студиото. Моите гости денеска се членовите од Етно Ризница, имено дел од организациониот одбор на онаа што ќе се случува во месец јуни. Верувам дека и публиката, и јас би сакала да бидеме запознаени со редоследот на оно што ќе се случува. Кажавме од прилика што е планирано. Сега, нормално е дека сега како со оглед на тоа што е првенче, значи од она што е предвидено, од прилика ќе биде така како што ќе биде, но со текот на годините како што се надеваме и очекуваме да се продолжи традиционално, се менува и програмот, се менува и концептот, всушност се надоградува и добива и на квалитет и на обем со оглед на тоа што нели сите си го сакаме нашиот етномотив и со оглед на тоа си ја продолжуваме традицијата. Она што е многу важно, што во последно време некако ни замира традицијата, а навистина е жалосно, токму поради податокот што североистокот, нашиот североисток, Крива Паланка, Кратово и ние имаме некој сличен менталитет, а воедно и традицијата ни е тука. Само на ваков начин се продолжува традицијата, си ја задржуваме, си ја обновуваме и даваме навистина место каде што и треба. Да. Па еве вака, значи, во право сте се тоа што го кажавте и ние поаѓајќи од првичната идеја еволуиравме и самиот фестивал, значи го нарековме тоа ќе биде еден балкански етнофестивал, меѓутоа значи работниот наслов му е Денови на балканска етно ризница. Значи самите зборови кажуваат дека тука не се работи само за музиката, не се работи само за песните, не се работи само за промоција на CD-то кое го издадовме. Тука се работи за нешто многу повеќе, значи во рамките на фестивалот кој ќе започне со едно големо дефиле на 10 јуни во попладневните часови, значи ќе започне со едно големо дефиле, после што
значи на сцената која ќе биде исто така грандиозна со една лед позадина од 48 метри квадратни. Значи ќе се појават сите наши локални културно-уметнички друштва. Српски вез, Бајрам Шабани, Панче Пешев, Срма, како и гостите ансамблот Македонија од Штип. Така. Во рамките на првата фестивалска вечер ќе промовираме половина од CD-то. Значи ќе има 8 од вкупно 16 песни со сценска одредена кореографија. Размислувавме до детали сето тоа да биде организирано во најдобар можен ред, така да во самиот проект ни се присутни тука и учениците од земјоделското училиште кои ќе од онаа струка каде што ги шминкаат, нели, ќе има се, значи предвидено организирано и тој дел, да. Вториот фестивалски ден ќе има една програма пладневна, почнувајќи некаде од 12 па се до 3 или 4 часот, значи исто така голема, со голем број на музичари, културно-уметнички друштва и така натаму. Во попладневните часови планирано е отварање на етно изложба во домот, во Центарот за култура, во галеријата во Куманово, во сценарио на, нели, на музеот на Националната установа музеј Куманово. А во Центарот за култура ќе се одржи ревија на народни носии во организација на ансамблот Македонија, кои се професионалци во тој дел. Да. Вечерта е предвидено исто така настап на останатите, нели, пејачи кои се застапени на CD-то, како и гости од Бугарија, Србија, Косово и Албанија. Пред малку кога зборувавме за учесниците на CD-то, заборавивме да кажеме дека две песни на самото CD донесува еден исклучително добар етномузичар од Бугарија, господин Васил Валканов. Со него заедно на настанот доаѓа телевизија Планета Пајнер, која за двете песни на Валканов ќе му направи спотови, а целиот настан директно ќе го пренесува Планета Пајнер. И првата и втората фестивалска вечер, кога сме веќе кај учесниците и кај медиумското покривање, значи да им соопштиме на граѓаните дека Македонската радиотелевизија е исто така медиумски покровител на целиот овој настан со директно емитување на Тримакс телевизија, а исто така и телевизија Коперникус ќе дојде со своја екипа и они ќе го пренесуваат настанот. Тоа е, значи, сабота, а во недела, почнувајќи во утринските часови од 10 часот, ќе ни се представат подмладоците на културно-уметничките друштва кои веќе ги споменавме. Значи, тоа исто така ќе биде едно промовирање на дечињата кои навистина макотрпно и со голем ентузијазам си ги работат своите, нели, активности. Освен овој така музички дел, на самиот фестивал за сите 3 дена ќе има една голема панаѓурска понуда. Значи, ќе има голем број на изложувачи на етно предмети, тука ќе бидат и пчеларите со своите производи, тука ќе бидат сите дел од нашите граѓани кои се занимаваат со домашни ракотворби во етно стил. Потоа нашите угостители ќе бидат присутни со своји штандови каде што ќе има промоција на кумановската храна, на суџугот, на зејанчето. Без тоа не може да се одржи една ваква убава манифестација. Значи сите овие, значи, моменти се доста битни, така да во самата понуда буквално на граѓанинот му нудиме една забава, почнувајќи од раните утрински часови
па до раните утрински веројатно. Значи сето тоа токму зависи. така и како Така. што рече господинот Митковски, навистина е во право дека оваа всушност не може да се нарече само фестивал, бидејќи кога ќе се нарече фестивал, некако добиваме ограничена слика дека во прашње само музичка манифестација. Така, затоа ние значи го крстивме Денови на балканска етноризница. Оваа година за прв пат така е предвидено. Така. Од наредната година понатаму значи ќе има и нови содржини, а веќе значи кога сме кај уметниците кои се застапени на CD-то, заборавивме да споменеме дека тука е и доенот на нашата народна музика, нашиот сограѓанин Нино Величковски, кој исто така е застапен на CD-то. Без Нино јас мислам дека не може да се замисли. Има препознатливост. И тоа носи една песна која има многу убава приказка, така да се надеваме дека Нино тоа изворно на самата сцена ќе ни го раскаже. Таа Нина нас не го препознатли својствен начин ќе ни го раскаже. Господин Митковски, рековте кога говоревме за типот на музиката, каков тип на музика ќе има, ми се допадна таа поделба која ни ја рековте пред малку, барем до напланираното што. Значи, концепцијски ова година настапуваме изворни, малку обработени песни, со нови аранжмани, донесени од врвни пејачи, така да мислам дека има што ново да се чуе. Во прашање е ревијален настап. Ревијален настап без такмичарски. Надпреварувачки. Мислам дека бидејќи се народни песните, многу е незгодно да неблагодарно е да го оценувате народот. Например, ние ќе се собереме 20 луѓе ќе оценуваме народна песна која се пее 300 години. Мислам дека не оди таа работа и од тој аспект е така. Бидејќи ова не може да остане само на тоа и бидејќи понудата ќе се намалува ако се сведете само на еден дел, значи секако дека во наредните години ќе отидеме и на вечери на староградски песни, можеби на чалгаџиски песни, можеби вечери на малку тие шлагери, нови, диско, фолк и слично за помладите генерации, така да секако ќе имаме и гости кои ќе го употполнуваат не само делот на настап по одредени категории, туку и баш целовечерно, што рече Драган, тоа не може да трае 3 часа и готово се завршува. Не, тоа кога почне да трае од попладне додека се може. Така да мислам дека таа целокупна понуда, можеби Драган еве за последниот ден не кажа дека ќе имаме и презентација на етнохрана за сите учесници, за да и тие што ќе дојдат гледат од нашиот град. Прво ни е битен Куманово, нели? И североисточниот регион да бидеме препознатливи. Од тој аспект ќе имаме презентација на етнохрана за сите учесници, така да и тоа е еден дел од самиот настан. Господине Јановиќ, рековте дека веќе имате искуство во организација на ваков тип на манифестација. Сега, дали ви е испланиран и оно дел кога нели ќе си има гости од страна? Дали тие гости ќе останат неколку дена? На кој начин ќе бидат пречекани, каде ќе бидат сместени, каков е тој тип на организација? Да, значи кога планирате ваков голем настан, значи значи на секој момент мора да биде точно испланиран за да биде успешен, инаку би било чиста импровизација. Секако дека планираме гостите што ќе ни дојдат од страна, значи од Бугарија, Србија, Косово и Албанија, треба тие да бидат 3 дена сместени фактички и ние тука веднаш стапивме во контакт со нашите угостители кои имаат сместувачки капацитети и треба да се пофалиме и сме горди што нашите угостители, односно луѓе кои се во таа бранша, да, максимално дават подршка на ваква прва идеја, како идеја многу им се допадна и конечно што еви Куманово веќе се јавува како организатор на така крупен настан и несебично ги понудија своите капацитети за да можеме да ги угостиме пејачите што ќе ни доаѓаат од соседните балкански земји. Така да тој дел ние што се вели затворен и тука мислам дека благодарение на нив ние од тој аспект сме мирни.
Сега културно-уметничките друштва што се и тука настојуваме оној дел кои ќе дојдат надвор од Македонија и тие да ги сместиме. Обично кога доаѓаат се сместуваат кај своите членови што се од културно-уметнички друштва, дали од Панче Пешев, дали е Бајрам Шабани, зависи од каде доаѓа, така да и тој дел од таа организација е решен и што се вели оној дел што го спомнате на почетокот на емисијата, дека овој настан бара и доста замашни финансиски средства. Тука ние стапивме во координација со нашиот бизнис сектор, односно нашите и угостители и собственици на компании, и ние ги охрабривме со тоа што веднаш кога почнавме со планирање на ваков настан, официјално се обративме до Министерство за правда као организатори на таков настан, за да можеме да тој дел што ќе ни го спонсорират или за донациите што ќе ни ги дадат да бидат ослободени од оние законски давачки кои следуваат. Така да и тој дел е регулиран и мислам дека ги охрабрувам и оние кои се уште размислуваат дека од тој аспект финансиски немат ништо да бидат, што се вели, не оштетени, него тој дел ќе ми се признае. Така да, мислам дека буквално како организација до детали ги испланиравме сите мерки. Меѓутоа, не значи дека се е тоа завршено, нас не очекува за овие 20 на дена уште макотрпна работа, за да се она што го планираме, како што беше кажано тука, да излезе во најдобар можен ред. Така како што и предвидено. Јас предлагам тука, а колегите доколку е подготвен материјалот од Шопска свадба, за едно подсетување, една прекрасна случка, прекрасен настан кој што и го емитувавме, бевме присутни и тогаш и бевте гости, па да се подсетиме за една убава традиција, за едно убаво случување кое што се одржа пред некој месец. Нино, како вика труп? Ете така, ова се инсертите од Шопската свадба, која што тогаш ја коментиравме, која година поред се случува? Традиционално беше... Шопската свадба ја организиравме за прв пат исто така минатата година. Исто така и оваа манифестација, беше исклучително добро примена од сите присутни и од сите оние кои слушнаа за истата. Ова се уметниците кои ни ги кажуваа песните, сите се навистина големи ентузијасти, така облечени во народни носи, ни ги кажуваа песните и оваа манифестација исто така планираме да биде традиционална. Минатата година се одржа прв пат, оваа година во план е да се одржи на 25 септември, исто така на локалитетот Весела свадба во селото Куклица, Кратовско. Исто така планираме и оваа манифестација да прерасне во традиционална, меѓутоа и меѓународна, земајќи во предвид дека Шопската област како таква се протега во трите балкански земји Македонија, Бугарија и Србија. Веќе имаме распишано конкурс за зет и невеста. Со оглед на тоа што досега Шопската свадба се одржуваше со актери, така?
Минатата година, значи момче и девојче Значи не беа вистински младоженци, да кажеме. Еве за информација, значи за гледачите, познатата галичка свадба првите 6 години беше така организирана. Сега ние планираме оваа година, веќе конкурсот е објавен за зет и невеста. Конкурсот трае до 30 јули, а како што рековме, свадбата ќе се организира на 25 септември. Значи планираме уште оваа втора година поред свадбата да биде вистинска и, како што рековме, традиционална и едноставно и Источна Македонија, североисточниот регион и воопшто Шопскиот регион да имаат една манифестација пандан на галичката свадба, со што навистина на вака единствен начин ќе го сочуваме културното и историско наследство кое во овој район навистина е богато. Значи, еве, тука е една од Тога се закитува китење на младожењата, тука имаше доаѓање на устршниците и така натаму. Значи, оваа година Шопската свадба ќе трае од 21 септември се до 26. Значи ќе трае 5 дена, онака како што се правеле свадбите како се обичаи. Така, по сите обичаи, навистина оваа година планираме тоа да биде манифестација која ќе си го заземе своето место на културниот простор, во културното живење, не само на североисточниот регион, воопшто на Балканот. Ја само една благодарност, сите овие случаи што ги работиме, доколку не се телевизијеве да ги пренесат, народот нема ни да знае. Еве таму беа присутни можеби 500 луѓе, меѓутоа сигурно виделе барем 500.000 луѓе. Досега, што Сител, што Катри, што овие телевизии кои беа, така да е многу битно да навистина се види дека тоа е медиумското покривање е многу битно и мислам дека досега многу е добра. Во овој дел јас би сакал нешто навистина да потенцирам и еве одејќи на кај телевизијава малку разговаравме со Драган, значи навистина ние од Етно Рисница сме особено благодарни, особено на телевизијата К3 и навистина си ја сметаме како на некој начин наш ментор или наша куќа, значи навистина од првиот момент, па еве се до сега и понатаму му се надевам, значи ги прати нашите активности, едноставно без К3 телевизија и ние немаше да го промовираме сето ова на начин како што е промовирано. Се нема живот без К3 телевизија, мора да видиме реално. Со оглед на тоа што благодарам навистина. Ние сме регионална телевизија, токму Маново, Градово и Паланка, тука влегови Ранковци, Липково, значи се покриваме тој регион, така да и целта е на регионална телевизија со оглед на тоа што и во наша корист е, и во интерес и на граѓаните, едноставно да си го сближиме овој наш крај, да си го сплотиме со оглед на тоа што имаме навистина многу што да понудиме, што да покажеме и да се актуализираме на друг начин и од друга страна тука и соработката и стопанството и многу полесно се функционира кога веќе си ги сме во контакт нели со настаните што не се случува кај нас, тука е Паланка, тука е Градово. Имаме многу што да си размениме, да си дадеме и да поделиме. Значи тука се поклопуваме, тука се поклопуваме, значи исто со нашите здружение Етно Ризница, значи не е кај нас само промоција на Куманово и вредностите на Куманово, него на целиот североисточен регион. Значи на како што спомнавме на Кратово, Ранковце, Крива Паланка, Старо Нагоричене, зашто навистина овој крај е многу богат со традиција, со настани, со обичаи кои треба да се презентираат поготово на помладата генерација која на некој начин слушала од нивните татковци, баби, дедоци така натаму, меѓутоа не почувствувала она да го види директно. Сега ние како чувачи на традицијата, на некој начин сакаме тоа да им го приближиме на помладите, за да можат и тие понатаму и да ја продолжат таа убава традиција. И од друга страна, што е многу важно, кога ќе прикажеме некој одредено место, одредена област, да кажеме од Планечки, од Крели, од Кратовски,
Од каде е тоа место? Каде го настанавте? Значи, од Така е. вашиот крај, Кратовчина или Така е, Паланчани, па така е. тоа е вашиот крај, ова е нашиот крај. Значи, не знаат луѓето дека навистина има прекрасни места, прекрасни области кои наистина не се посетени. Е, тука доаѓа, нели, таа соработка, ние ќе го спромовираме, ќе го посетиме, ќе го видиме и тука си соработката. Тука медиумот си го извршува оне дел кој што И самото И културно наследство, историско културно наследство на овој североисточен регион навистина е огромно и е многу богато, кое ни го потврдија и самите, значи, уметници, учесници на CD-то. Навистина песните се многу карактеристични, со една извонредно богата музичка линија. Самиот проект кој го имплементираме се вика Трилогија од изворни народни фолк мелодии од североисточниот регион. Така да ние имаме доста материјал и вршиме селекција на сето она што треба да се најде и на второто на LCD. Меѓутоа имаме наши активисти, членови на културно-уметничкото друштво Бајрам Шабани, кои веќе се на терен и кои ги идентификуваат културните историски наследства од Липковскиот крај. Така да ние се надеваме дека на второто CD дека ќе имаме застапено и изворни народни песни од Липковскиот крај. Дали второто CD планирате да го промовирате пред започнување на настава или не, значи покасно. Значи секоја година појава. Значи отприлика планираме, значи, трилогијата од изворни народни фолк мелодии, значи да ја направиме уште второто CD да биде во мај издадено наредната година, а третото мај таа другата. Така да секоја година по едно CD. Секоја година, значи оваа работа, особено за аранжирање, за специјално донесување на песната за да може да се, нели, да биде квалитетна, сепак си захтева и одредено време да се направи, да се преслуша. И голема стручност, навистина ние сме горди што еве господин Цане Петров навистина направи едно извонредно музичко дело. Така да ќе го промовираме и во иднина, значи сето ова што е како материјал. Добро, да подсетим уште еднаш, значи промоција на новото CD во вторникот. На 17. Каде? Промоцијата, на значи, плоштадот во Старо Нагориче. Во Старо Нагориче и еве ние користиме прилика да ги поканиме сите жители на општината Старо Нагоричане, на општината Куманово. Реков учесниците на општината би требало да бидат присутни, така. Да, ги повикуваме, значи, сите жители од целиот североисточен регион. На вистина имаме ангажирано актерска екипа, имаме ангажирано културно-уметничко друштво, на гости ќе ни дојдат сите изведувачи и сите инструменталисти кои се на носачот, нели, на звук првиот. Очекуваме голема посетеност, очекуваме значајно медиумско покривање, така да навистина очекуваме, а и самото местоположба на плоштадот покрај црквата, па навечер со оние канделабри кои сеат, навистина одговара, така да навистина и самиот носач на звук и самото место на настанот заслужува соодветно внимание и не заслужува импровизација. Сигурно. И за крајот, уште еднаш да споменеме, значи денови на Балканската етноризница се одржуваат на 10, 11, 12 јуни. Така. Значи тоа е петок, сабота и недела, кога луѓето, тоа е крај на школската година, кога луѓето се порелаксирани и кога се надеваме дека граѓаните масоно ќе ја прифатат ова наша манифестација, ќе дојдат и мислам дека ќе уживат во сите содржини што ќе ги понудиме таму. Јас сум сигурна дека ние сигурно уште еднаш барем ќе имаме прилика повторно да се видиме за да го најавиме повторно. Официјалниот дел кога ќе започнат деновите на Балканската етноризница. Така да јас денеска ви благодарам, тука сме пред крајот, веќе завршуваме. Има уште многу работи кои би сакале да ги кажеме, но јас пак мислам дека треба да остане изненадување. Ние само најавивме.
Така. Од прилика кажавме што како би требало да биде, но сето тоа кога ќе се види, самиот момент кога ќе биде отворањето и кога сето тоа ќе го видиме на дело што се вели, тогаш ќе ја добие вистинската убавина и дури тогаш ќе го почувствуваме вистинскиот ефект кој ви би сакале како организатори да го постигнат и да го предизвикате чувството кај нас. Ви благодарам уште еднаш. Ваквите работи се доживуваат, не се потоа се раскажуваат. Не може тоа да се опише. Благодарам за вашата телевизија која редовно не следи и мислам дека ќе биде тоа на обострано задоволство и на организациониот одбор и на вас како телевизија и на сите граѓани. Секој време ние медиумски ќе бидеме тука и ќе бидеме дел сигурно од манифестацијата која што ќе се случува. Што не гледачи, тука е крајот на утринското издание Нов ден на К3 телевизија. Доколку не успеевте да го проследите денешното издание, репризното издание оди во понеделник со почеток во попладневните часови од 15 часот и 10 минути, а некој ден потоа истата снимка ќе можете да ја проследите и на YouTube каналот на интернет. До тогаш ви пожелувам имајте убав и пријатен ден и се разбира. Организирајте си убав и пријатен викенд. И сега според метеоролозите нема да имаме нешто посебно убав ден, но ако не друго, барем посветете си време да се одморите и да бидете подготвени за наредната работна недела. Се најбаво.